Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд бе со луѓето од Пепермин, од него па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е, да. Немаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е еден на еден на крај на вашиот ден. Гледате Еден на еден. Денешни гости Игор Џамбазов и менталистот Душан Петковски. Овозможено од Good Nature, Аронија и Вишна. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Ова е Еден на еден, јас сум Жарко Димитриевски. Ова се Пепермин. Игор Џамбазов, Душан Петковски, менталист и магионичар се денешни гости, затоа не го гасете каналот. Рей Чарлс, дами и господа, на измислени тапани, кои што се викаат кохон, by the way. Пајаче, добар си? Оу, прекрасно, брат. Најдобрата емисија сум и тука само конзерви јадам, човече. Конзерви, риби и вода пијам. Тебе не те пушти да си одиш дома? Не, брат, тука останав цел живот, да ти кажам. Мислам, не ни бројам више колку време. Ајде, мене, кој што ми кажа, треба на втори да не пуштат, ама ќе видиме. Па, Него, знаеш што ме боли најмногу? Што појма немам што се случува. Ништо не знам што се случува надо. немам појма ни ја, брат. Мене Сакаш ми да го менјаат знаеш? лиштава само. Да. Само вака, како што спијам, стабале се будам у нови лишта. Него е да го знае. знаеме, ја и Пајак што се случува, а за тоа го имаме едниот и единствен нашиот голем пријател, Поштарот. Што правиш, бе? Професионална деформација. Што влагаш вака? Тоа е. Балансираш Балансирав малце, да. Зошто? Не те разбирам. Ќе ти објаснам после во мојот со Ти тек си на време. знаеш. Да. Види како А, лајк. лепи лајкови. Си лепи, си лепи. Види, лепи лајкови. Не знам што е ова. Еј, мајсторе, ајде да ни кажеш што се случува, бидејќи ние на вистина, верувал ти или не знаеме. Имаше доста настани, да. Имаше настани, само Да. момент да видам што си ми донел. Многу настани. Ти Да. беше на нешто тоа? Бев да ти кажам. На што беше? Па последно бев на Скопски джез фестивал. Браво! И како таму? Шо знам, многу кафанска музиката, бе. Многу кафанска ти била музиката. Да. Друго. Добро. А друго нешто? Друго бев и нова пиволен виноскоп. На Да. добро, и како таму? Шо како се тој пиволет без пиво. Мислам, едно пиво на чега се напи. Да. Добро, а друго нешто? Друго бев на Струмица Опен бев. Струмиц Опен, супер, Да. супер. И како Струмиц Опен, такво е, отворено е Да, нешто? супер си беше, се вртка едни од УЈП, ама не го затворија. И што имаше на Струмиц Опен, кажи? Ништо. Северина. Ама сум го гледал одамна на компјутер, да ти кажам. Беше од дечко и девојка на брод, нешто така што беше. Романтична комедија, тоа? Да, со хепи енд на крај, да. Аха. Многу пијат на тоа. Да, срамота, не е за мали деца, сакаш да кажеш. Никако. А добро, кажи ми и на исто, отварања, да, на отварање сидам на идеш, на отварање. концерти идеш, на шо друго вака? На концерти. Или само на вакви некои фестивали, Не, нешто на пиво, концерт- скопови или како и да го Не, кажеш. на концертиве на нашите музичари, на сите. На Стварно? сите, да. На Бени, на Нокаут, на Бенд, на Силви, Браво. на Халил, на Дженан, на Хасап, Мамбе? на Исо. На кого? На Исо. Исо не ги знаеш. Исо. Исо 9001, тие се стандард. Стандард. А тие се стандард. Да. А иначе идам и по отварања. Ова отварање со театаров последно беше топ. Друго Да, нешто после бев на отварањето на фестивалот на Собрата Рој со Да. Тони Блер. Ваму театарот нешто. Да, и Ваму. ако може само. Ако Ајде, смеам. шо? Што Ако дали смеам може? само. Вака се, бев на отварање на игралиште во Шутка. Бев на отварање на магнетна резонанца и компјутерска томографија. Бев на отварање на асфалтирање на патот кон Ораовец. Да.
Бев на отварање на превод на стручна литература на 1200 учебници. Што збориш? Бев на отварање на зголемување на пензиите за 5% во рок од 6 месеци. Бев на отварање на намалување на стапката на невработеност до 9%. Ај, добро, скри го тоа. Извини, мисле дека Кој му смеам. дава вака, бе? Не, мисле дека смеам, извини. Ај, доста. Дај ти што ми кај ми се прашањата што ми ги донесе. Вака кога те оставиме по отварањето, а кај си бил и ќе ни помине цела емисија. Аха, ајде да видиме Facebook, Twitter прашања. Иван од Охрид прашува: "Здраво Жаре, ме интересира кој е според тебе најдобар град во Македонија?" Иван, за мене најдобар град во Македонија е Охрид. Таа убавина, тоа езеро, таа гостопримливост, тие пријатели. За мене Охрид е дефинитивно број 1. Фала ти за прашањето. Сара од Скопје прашува: "Жаре, здраво, многу те сакам и секогаш те гледам, фала. Имам 9 години, и ме интересира од каде доаѓаат бебињата." Срцеце мало, тоа од Александар Маленко. Добро, не сите, бар 90%. Да, браво си. Мери од Скопје прашува: "Не. Што се крие од тајните одеи на Јованка Брос?" Кај да знам што се крие од тајните одеи на Јованка Брос? Ти знаеш што се крие од Појма тајните? немам. Пајак, што се крие од тајните одеи на Јованка Брос? Тито. Тито се крие, човече, ја ти кажувам. Извини. Јосип кој те Брос. прашува ова? Кажи. Кој те прашува ова? Не знам, че еден Васко Ефто. Ова најава за емисија, бе. Луѓе, дајте ве фошпаните на Васко, не ми ги ставајте кај мене више. Маја од Струмица прашува: "Жаре, супер емисија минатата недела. Фала, Маја. Кажи ми, кој ти е најдобар град кај нас?" Маја, за мене нема подобар град од Струмица. Тие луѓе, тие пријатели, тој ноќен живот, тоа гостопримство, нема подобар град од Струмица. Што? Што? Ништо, Нешто лошо не. зборам? Не. Не те разбирам. Не, ништо. Тере. Кажав нешто лошо? Не, воопшто. Добро. Вака сега. Имаме нешто многу специјално. Треба да најавиме една нова емисија. Многу нова емисија се вика Екстра Мега Гига Најбајти ексклузив за сите вас шоубиз зависници, шоубиз фанатици. Одиме ексклузивно во студиото на Екстра Гига Бајти најексклузив. Таму е водител, како е? Како е, Жаре? Нерешено е, ама ние напаѓаме. Ај, тере си со тоа, што и да правиш. Екстра мега гигабајти на ексклузив во новото издание ви донесува. Giga Mega истражува. Пандев ја напушти репрезентацијата. Тоа е од Струмица, каде градоначалник е Зоран Заев. Вие поврзете ги конците. Giga Mega дознава, неофицијално, причината за падот на Facebook е преголемиот број профили на Мелита Ракичевиќ. Пукнали тиквата меѓу Игор и Жаре. Џамбазов во последен момент го откажал неговото гостување. Значи ли ова дека Жаре повеќе не гледа Супер Бинго? Breaking Mega Giga News. Ова само што пристигна. После Пандев и Панчев ја напушта репрезентацијата. Гледајте вечерва. Така е, вечерва е вистинското. Гледајте. Извини само водител, чекај, како тоа пукнала тиквата меѓу Игор и мене? Што, еве го човек, го спремен е да влезе. Тоа е мега гига. Кој е овој? И што се личи да па вие толку многу? Не знам, бе, сите ми викаат дека си личиме. Ти примети? Па кој ти е овој? Па, И што збори глупости вака? на балдизам и шуреја. Што? На балдизам и шура. Вие си знаете. Ај оди бе па ти. Ај оди таму, носи пошта. А следен во еден на еден Игор Џамбазов. Сакам да пијам чај, посебно кога ми го носат појадокот во кревет. Фала, анонимусу. Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. 1 ноември сала Борис Трајковски, сите заедно го прославуваме 50-тиот роденден на Игор Џамбазов. Кафа си? Повели. Фала ти. Иги, во 9 од 10 случаи се покажало дека не знам математика, ама овде нешто не ми штима. Што Роденден не ти тебе не штима? ти е на 1 ноември. А викаш роденден? Не ми е. Мене ми е роден ден на 15 јули. Така. Значи роден сум 11 дена пред Скопскиот земјотрес. Но ќе го прославувам на 1 ноември, ако ме прашаш зошто, јас ќе ти речам зошто па да не. Добро. Да речеме пред 15 на години мајските оперски вечери се одржаа во октомври. Така.
А една година Струшките вечери на поезија се одржаа во Скопје. Па и Октоберфест не е во октомври. Например, зошто јас да не можам мојот роден да го славам од 15 јули на 1 ноември? И славиме 40 години од прва ТВ улога Кристофер во Вини Пу. Така? Не е Самарче Мамарче првата. И тоа во просториите на старата телевизија, во црно-бела техника. Тоа е една позната приказка за деца. Друг јубилеј 30 години театарска улога и тоа е Иванов, последната на Ристо Шишков, твоја прва. Да, јас тогаш бев студент се уште, крај на првата студентска година, а во тоа време на факултетот за драмски уметности беше строго забрането студенти да играат во професионални представи без одобрение од нивниот професор. Мојот покој професор Вукан Диневски многу се бунеше заради тоа, но сепак премолче, замижа. Така да Бранко Ѓорчев и јас, бевме иста генерација на раздвоени другари, веќе во втора година академија игравме. Сеќам дека тогаш декан на факултетот беше господинот Владимир Милчин. Добро. Со кого сериозно се замеривме Бранко Ѓорчев и јас. Јако што знам сакале во пакет да ве шутнат. Па да, имаше и таква варијанта, сеќам дека причината беше бесмислена. Бранко и јас фактички се боревме да дојдеме до сцената за проби што побргу и една ноќ преспавме на академијата на едни големи плави душеци за вежбање елан, на кои се правеа премети тие на такви. И за да ја фатиме сцената први, сеќам дека кога разбра деканот не повика и имавме навистина жестока конфронтација, но верувам дека свати тогаш дека тоа го правевме не за да се правиме фраери. Жестока вербална или? Па вербална беше, да. Со оглед на тоа дека ние бевме студенти на втора година, тој беше познат и признат режисер. Навистина тоа беше една потресна за мене сцена. Да, бев решен да оставам и академија и се, ќе играм со Ристо Шишков. Чека, ти беше спремен, сериозно, ако те брка Милчин да престанеш да одиш на академија, ама ќе си ја задржам улогава и ќе играм со Шишков и Иванов. Па да, ама тоа се уште живее во некакви идеали, се уште мислев дека се што лета се јаде. 20 на години подосна ќе сватам дека сум бил во грешка. Се јаде. Да, да. И плюс 20 години од првиот албум, ама ајде да си трнеме со ред. После твоите книги ретко што не е кажано за тебе и ретко што има да се зборува, а да не го повторуваш нормално. Да, ама ја и ти кога се спремаме за овие интервјуа, секогаш чепкаме по нешто ново. По нешто ново. Така да сега најдовме за една твоја интересна австријска авантура што никој не ја знае, во книги не е напишана или ме лажеш? Не, само е спомната. Само е спомната во две реченици. Една твоја австријска авантура што вели вака да не утнам. Годината 93-та. Така е. Ти си во големи проблеми, излегуваш од Бардовци. Да, и по совет на тогашниот директор на клиниката, професор Јовев, ја напуштив малку државата. Ме посоветува да Што ти га, иди негде. Замени негде кај што имаш да заменеш, малку да се олабавиш од оваа средина, тие да олабават малку од тебе, да си дојдеш на себе, биди дисциплиниран и така натаму. И сеќавам дека тогаш заминавме со мојата прва и последна сопруга во животот Искра кај незините родители во Прага. Поседовме 2 месеца, навистина се одмори таму, Прага е прекрасен град. И после тоа заминавме кај сестра ми Тања, која тогаш живееше во Виена, беше цимерка со Надица Георгиева, која во тоа време беше во најдобрите години, И сестра ми не прими нормално, ми праша што ти идејата и реков, па еве ќе пробаме да останеме тука, Искра може да се снајде, таа знаеше германски перфектно, се уште знае. А и јас ќе се обидам нешто, сестра ми рече, ма нема шанса. Што мислеше би ти да преш? Еве, Искра германски ќе се снајде. Ете, било што такво време беше, многу лошо време беше. Ете, ќе се обидев нешто да направам со глумата, нешто со гитарата, нешто ќе се обидев. Но не ни стигнавме до таа лекција, затоа што покојниот мој дедо Петре ми даде едно ливче со име и телефонски број. Миле од Извор, таксиста во Виена. Јас му завртев, ти само тоа знаеш. Јас само тоа знаев. Му се јавив на Миле од Извор, тој се воодушеви дека сум Виена, веднаш дојде кај сестра ми, се запознавме. Беше сабота и ми рече што правите утре, не правам ништо, утре ќе ве носам на едно специјално место. Во недела демек. Супер, во недела. Дојде Миле во недела наутро по мене и по Искра, отидовме на излезот од Виена, да речеме на едно 20 на километри од центарот на Виена, еден голем спортски комплекс, преубав, во паркови, во. И кога влеговме, свативме дека внатре има можеби 3000 македонци. Само македонци со своите семејства, деца, трчани, бебиња, плачат, мажите играат табла, шах, фудбал, жените плетат, везат. Прекрасна една атмосфера. И ми објасни дека тука се одржува фудбалски турнир на екипи
кои ги создаваат фирмите македонски кои работат во Виена. Така. Така, на пример, пицерија Македонија игра против оваа фирма, Гоце овој Делчев, бутик Виена. игра против овој бутик и така натаму. И викам, баш убава идеја, вели, и сето тоа го плаќа еден човек. Кога ми кажа дека сето тоа го плаќа еден човек, во таа огромна сала во која веќе седев со домакините, некој бе препозна, им беше кејф, што сум таму и воопшто и беа зачудени помалку. Влезе еден господин со своето семејство, со една тинејџерка керкичка и со едно многу малечко детенце. И тогаш ме запознаа со Трифун Костовски. Човеков што сплаќа Трифун све. Костовски тогаш во Македонија беше познат само по тоа што беше спонзор на првиот пренос на македонската фудбалска репрезентација Словенија Крањ. Словенија во Крањ 4-1 кога ги тепавме. Бошковски И гол. Бошковски Чоко, да, го даде гол. И толку знаеа за него. Трифун веднаш ме препозна, што бараш тука, му ја објаснив истава ситуација како што ја објаснив на сестра ми, дека им намерал 7 да останам. Ми даде една визит карта на која пишуваше Шефа Гасе 9. Шефа Гасе. Шефа Гасе е улица во која Моцарт живеел како дете. Во неа беше и фирмата Кометал ГМБХ Трейд. Моцарт како дете и Трифун како постар. Како постар, така. И се сеќавам дека Искра имаше среќа веднаш да почне да работи како секретарка на Трифун, бидејќи неговата вистинска секретарка беше во благословена состојба, а Искра знаеше перфектно англиски, германски и чешки, што му беше особено важно на Трифун, бидејќи Трифун тогаш работеше меѓу другото и со многу чешки фирми. Кога дојавме до проблемот што јас ќе работам, Трифун ми предложи да бидам факс мајстор. Значи немаше дали ќе работи, него што ќе Што работи. ќе работиш, така е, така е. Факс мајстор, бев задолжен за сите факсови што излегуваат и влегуваат во Кометал. Опет ти си гледал И работи. се сеќавам дека Трифун ми даваше мене и на Искра по 2-3 марки плата. Си имавме свое станче во Виена и така натаму. Се беше прекрасно, сеќавам кога дојде Трифун пијаницата, ме викна кај него во канцеларија, ми даде пари и ми рече да одам да ја купам најубавата гитара што ќе ја видам. Му купив за неговиот именден една бела гитара на која прв пат јас вечерта свирев и тогаш научив дека Трифун знае прекрасно да да пее. Ова траеше неколку месеци. Веќе сме во 94-та пролета, едно утро Трифун ме Ти живееш повика. со по 2-3 марки. Ти 2-3 марки. Тоа е сосема доволно за живот во Виена. Едно утро ме повика преку Искра во неговата канцеларија, беше релаксиран. Сеќам дека тогаш баш завршија некаков важен бизнис за фирмата, сите беа срекни. Со чешка можда. Да, и ми рече, што бараш ти овде? Сериозно ме праша. Викам, па еве тоа што правам. Не си ти за овде, ти мора да се вратиш долу, ти припаѓаш долу, тебе луѓето долу те сакаат. Која е твојата желба? Трифун ти избрка. Која е твојата желба? Што е тоа што би сакал ти да го работиш? И јас во тој момент не знаев што да кажам. Веднаш му ја кажав една идеја која со Коле Ангеловски имавме веќе подолго време за една позната монодрама која се вика Детски работи од авторот Реймон Кус, французин, кој на 55 години се уште ја играше, станува збор за едно 6-годишно дете. Му ја кажав идејата, ме праша колку тоа чини, ми даде 2 авионски карти и ме врати назад. Неколку месеци после тоа, јас ја направив оваа представа и истото лето ја добив Шишковата награда во Струмица. Од тогаш трае моето пријателство со господинот Трифун Костовски. Правиме муабет за вистински мецена на еден млад уметник. Чекај, па нема да сгрешиме и ако речеме дека Џамбазов постои во моментов и славиш 50 години, малтене зашто он те вратил од Виена. Ти може сега ќе си бил апсолутно дека факсови ќе си пуштал уште. Апсолутно дека ме вратил или тоа или нешто друго. Потоа Трифун дојде во Македонија и сеќавам на една средба во Војдадија ми објави дека сака да вложи во спортот и тогаш вложи во фудбалскиот клуб Работнички. Ти бараше совет некаков нешто? Па не, само ми кажа дека ова и дека најверојатно ќе бидам член на управниот одбор на ти кажа? ЖПК Работнички, кој во тоа време беше создаден од пензионери од железницата, кои тоа повеќе си го сваќаа во рекреативна смисла и затоа Работнички во втората македонска лига на полусезона имаше само 9 бодови, а предпоследниот имаше 22. На полусезона? 9 Што значи бодови. доле? Долу. И Закон. работата беше како да се спаси Работнички. Аха. Не беше финта само ние да ги добиеме нашите надпревари, беше финта и некои други да ги изгубат своите надпревари. Помогна ни нешто Игор сега Јас со во влијанието. тие година и пол две бев делегат на ЖФК Работнички Кометал на сите надпревари негови што играше настрана. Така да може да ти кажам дека сум бил делегат во Кукуречани против Светлост, во Радолишта против Лјамуртари. Сум присуствувал на многу чудни комбинации
сега не ме гони законот после 10 години да Добро. кажам дека тогаш на вистина македонската фудбалска јавност се дигна на нозе да го спасат работнички. На вистина ќе беше срамота работнички да испадне во Трета нека лига да биде. општинска или регионална Запад како лига. лига. Ете така. Кога се запозна со Харе? Голем дел од твојот живот, па и од овие 50 години што ги збориме и творештво твое музичко е поврзано со Харе. Апсолутно. Јас тогаш почнав со мојата кафанска кариера во естрадна смисла. Почнав да настапувам сам со мојата гитара низ локалите во Така беше Скопје. твојот настап. Тогаш Ти немаше гитарчето? озвучување, немаше ништо, сам со гитара свире во рандеву кај Зочко. Тоа е на местото под Свети Спас, кој ќе се спуштиш Џубокс. скаличките, Зоки Џубок се држеше, се викаше рандеву. А во тоа време низ чаршијата свиреа и Банкрот Блуз Бенд. Дете. Па јас завршував секогаш порано подед да ги гледам Банкрот Блуз Бенд кои беа сосема профи, Пепи Ренџов, Гуру Харе и Гиш кои звучеа Чекај, ти така ги гледаш и им се дивеше онака, им ти се овие се дивев, друг им друг се левел. дивев, затоа што го свира тоа што јас не знам да го свирам, не можам, но многу сакам, го работат истото тоа. И сеќам дека му ги препорачав на Зочко. Зочко ги повика во рандеву, подосна тоа се префрли и во МЦМ, и јас се префрли во МЦМ, и така почна нашата дружба. И се сеќам дека на мојот прв албум, 93-та, снимен кај Роберт Саздов дома во неговото студио, албумот се викаше Greatest Hits, првиот албум, да, беше всушност касета и беше скандалозен по тоа што јас бев... Првиот албум е Greatest Hits. Да. Беше скандалозен по тоа што јас бев сниман сликан гол на ВЦ Шолја, исто како Френк Запа со цигарата во уста. И така тргна таа дружба, полека тој почна да ме воведува во водите на блузот, јас бев решен кога веќе живеам блузерски, зашто и да не пишувам блуз. Колку песни имате украдено со Харе? Па според очевидците на цевката, сите наши песни се украдени. Што истовремено за мене е голем комплимент, затоа што се знае што е кавер, што е преработка, ние имаме неколку направено, да речеме, на Нема Спас, Добро, Джеймс Браун, имаш ти имаме на Хотел Джо Кокер, Македонија и- You Can Leave Your Head On. Тоа се неколку, да, другите сите песни се А што вика коментарите? оригинални. Не може да ми текне од која е оригиналот, ама добро ја спакувале. А, така. Така да, хейтери да знаете и кога хейтате, вие правите добро дело. Само ме потикнувате и понатаму да крадам. И после тоа се случува 30 декември 98, така 98 настап Така. за близу нова година и имате закажано пар други таму настапи, ама Не, немавме закажано пар Или други немавте? настапи. Тоа беа два концерта во иста вечер одржани во дискотеката Мната, која тогаш беше Ептен Тренди. легендарни концерти. На 30 декември, значи ден пред нова година. Поради голем интерес се одржаа два. Сеќам дека ние бевме тогаш во некој таков филм со премногу забранети супстанци во нас. Бевме нашминкани со зелени. Кој настапувавте? Теге Ти, Харе, Гори. кој бе у бендов? Па тогаш бендот се викаше Игор and Friends. Беа Харе, Хистер беше на тапани. Таци беше, Таци бас? Таци баш, Бране Попчевски беше на клавиатури, Тијана и Гиш беа Гестарс. пратички вокали. А пратечки Вокали. Маши. Така и сеќам дека сите посетители што ќе купеа карта добиваа една свеќа, Добро. која има задача да ја запалат на влезот. И блуз се свиреше практички како во црква, како на Великден, ама на некој тажен Великден, сите со свеќите, ние нашминкани како сиукси и пеевме блуз. И тука иде она чувено твое снимување 2 недели таму. Така после тоа. Да, едно од ние. Едно од Едно од тие, да. Добро, вака кога си правиме муабет, да ти кажам, не сум воопшто горд што тоа се случувало. Но не се каам, како да ти кажам. Бе, фала Богу, Тоа било фала такво Богу, време, фала Богу. тоа бе либерални мисли, бевме бунтовници, малку со Абе, причина. чим сте настапувале малку со без бои на фаца? Страшно. Шо И фризурите ни беа направени со Сребрено разноразни нешто. лакови, со многу беше страшно. Јас сеќам дека на Дај ми жити све, го оставав микрофонот долу и правев склекови. Пеејќи ја песната. Сосема е лудо. Може има некој што биле таму, па сега си викаат, да, бе. Беа преполни двата концерти. Беа луѓето се сеќаваат многу добро на тоа. Гарант. Така. Колку размислуваш за детството? Пропуштено под наводници. Ти нормално не си имал пропуштено, ама пак не си имал време за Не, не, джамли не. и толку за Да, не сум имал време. Ти се случува така да си рече нека те. Па ми се случува кога ќе ги видам деца од сегашната А генерација. сакаш деца, знам дека сакаш деца. Кејф ти е да А си исто така играш. ми се случува и кога ќе поминам секогаш кога одам сега на кај дома, каде што сега живеам, сега се вратив во Козле после 30 години, Леси се врати дома, само малку подолу, поминувам низ моето старо мало
И нема ден да не ми побуди спомени, точно знам каде сум си удрил ногата, каде игравме фудбал, каде сум пушил цигари, каде сум свирил на гитара. Имаше една трафика на Нова Македонија која јас ја срушив со еден мој мотор, имав прв од оние мотоморини, малите со гуци. Разгален си бил мотогуци, гуци или се вика или гуци? Мото гуци мора беше. И се сеќавам дека од Што не знаат алуминиумските трафики ги паметиш ти? Алуминиумски трафики како и? на Том и Джери вака направи се преклопи и се сеќавам дека се вртеа телефони и за 2-3 дена донесоа од новите Нова Македонија, зелените оние со жолти кругови. И Џамбазов услуга. И цело време им викав на тие од мало да не бев, јас никош не имаше нормална трафика. Ти имаше уште еден таков проект кој што не искочи најславно и ти не си ни задоволен од тоа што беше со Джиш. Да. Заврши како што заврши, тука ставаме крај на тоа, така? Тоа Па, кога некој ќе ти го расипе кејфот, кога за нешто ќе се подготвуваш со години и кога после 15 дена ќе сватиш дека си измамен, што ти е станува друго? Од административно правна смисла да си го одработиш договорот, каков таков, Така, кога така. веќе го јадеш до балчак, јади го достоинствено, го одработив тоа што беше договорено. Останатото не успеавме да го изработиме затоа што не ми беа овозможени услови. И тоа се заврши. Ама излезе. Јас загубив нешто малку пари и малку од мојот рейтинг, а тие го загубија Игор Џамбазов. Времето ќе покаже За кој секогаш. загубил А? повеќе. Па додека е така поставена работата на националната телевизија, додека се случува ова што се случува сега, потполно неталентирани луѓе кои одеднаш се појави во телевизијата, тоа за друг пат те молам. Не ми го расипај роден ден од Сепак, абе, не ме оставаш да ти кажам, сепак излезе нешто добро од Джиш. Излезе. А излезе. тоа е еден многу интересен лик, Така е. кој што наскоро ќе се прослави уште поише. Така е, наскоро. Така. Значи веднаш после Нова година стартува стендапот The Seljak is coming. The Seljak is Популарниот coming. селјак ќе патува низ Крите ги жените. сите можни домови на култура во Македонија каде и да се и ќе им покаже колку е селјак. Кој селјак им покажа? Така е, да. да им покаже. Тоа е лик што го смисли Бојан Трифуновски, кој беше режисер на Джиш. така. И ликот јас веднаш го лапнав како сом чаирскиот црв што го лапа и сметаме дека тука има доволно материјал. Да ги коментира сите оние чии идол е Аца Лукас и Дара Бувамара или не знам. А многу е селјак. Бугарски. Многу е селјак. Многу е селјак. Ја го имам виден. Да? Многу е селјак. Ма, бачко, ти него и му помогна фактички неговиот прв хит кој уште не беше ни снимен. Ти му дозволи да го презентира на Балкан Стендап 3. Точно. Така? Да. И тоа беше првиот контакт со публиката. Ја официјално кажам дека ќе го поканам и на Балкан стендап 4 да дојде. Ама Покани тебе го, не те ќе разговарам, ќе Пошто веќе те разговарам. помина. Покани го. Он е сега спрема нов хит и зафатен е многу. Чекај, за, Покани. за кој збориме ова? Аха, чекај. За кој збориме хит? Чекај. Шо? Кој хит беше тоа? Мене не ми чекај. Чекај, бачко, да го најам тепих љубов и да се гледа. Сега можда малце ово микрофонче. Абе, се за убавина. Чекај, бачко. Што не ги ставиш доле на очарите, што? Зошто не ги ставиш Бачко, доле на очарите? запамти што ќе ти кажа, значи само најголеми селјаци стават цвикери за сунце на очи. Аха. Само најголеми селјаци. Цвикера за сунце извинувам, се знае каде е, положај еден. Господине Селјак, се извинувам, господине Да. Селјак. Сакаш да ми кажеш дека ти кај харе? Јас само со овој харе знам да свирам. Со овој? Овој кажи Овој го. као си каже. Сакаш да ми знаеш дека знаеш оваа моја ствар? Ја господин Селјак имам вежбано, па ако дозволите да ја изведеме. Ајде. Ако нешто ви смета господине Селјак, слободно само кажете, ќе смениме. Свири и чути. Вчера најдов една многу стара фотографија. На неа во црно-бела боја сами ти и ја. Јас во костум, ти во скај од кожа, чиста мафија. Сме се сликале скришно на час по географија. Пак господин Селјак. Ке ти титнам да се јавиш мајко, да ти се доверам. Полека, одам кај матичниот на преглед, да се проверам.
Од неа не можа, мила мајку, да се соземам. Место да се соберам, јас почнав да се одземам. Сега референт. Аха, одиме. Дај! Не се издржва ова појќе, не се издржва. Кој ќе издржи од ова појќе, тој не раскажва. Не се издржва ова појќе, не се издржва. Кој издржи, тој нека раскажва. Господине, Има и Селјак. трета строфа, што ја прекинуваш песмата? Господине, Селјак, моля, нема време. Аве, Господине, бачкове, од Селјак. такви као тебе пропадна рок-н-ролот у оваа држава. Господине Селјак, фала више. Тебе го љубави да го вратам на место. Еј, ќе се појави човеков, значи на... За овие селјачки цигери. Па добро, ние имаме пуно селјаци, што ти. Пази, ова е селјачка емисија, уствари. Добар си, добар си. Добар си. 1 ноември сала Борис Трајковски 50-ти роден ден, Игор Џамбазов. Ете, нека си дојдат сите. И тоа е. Ти ќе доеш? Ја обавезно. Добро, повелете сите. 1 ноември петок, 21 часот во МК Тикет с картички се гледаме. Пајак, ние сме исклучително квалитетна продукција, бар така мислам ја. Најболја. Така? Ја сам подобра продукција од оваа не сум видел нигде, брат. Ни у Кина, ни у Јапан, Нели? ништо. А имаш одено таму многу пати, ја колку што знам. У Тајван имам одена, ти кажам, еднаш. Аха, Да се купувам збунив. папучи за Укуина. Така, да. Добри? Многу добри. Сериозно? Со дисторзија. Шуо. Толку сериозна продукција сме инаку ние што имаме пратено репортерка, верували или не, во Соединетите Американски држави на Источниот брег. Марина, како е таму? Жаре, овде е супер. Значи се наоѓам на местото каде што за прв пат во светската историја ќе се случи еден Овде мора да прекинеме линк од Америка, е сепак скапа работа, не јаде буџетот и не можеме да си дозволиме така од Америка линкови. Ви се молам, толку ни е времето. А сега одиме на улица, таму имаме акетарка, треба да ги прашува луѓето зошто ставаме модер патлиџан во ајварот. Епа, ајде да видиме. Добар ден, господине. Дали ставате мудри патлиџани во ајвар? Па да ви кажам... Не, значи, знаеш, за мудри патлиџани прашуваш? Знаеш зашто се става мудри патлиџани во ајвар? У Солун, после младотурска револуција, богативе македонци што живееле, они купуеле од пазарине мудри патлиџани. Тоа е француска измишлјотина. Модер патлиџан е француска работа. И богати таму буржоазија, грците земале купуеле и македонче, селјак, отишол на пазар, видел јадат модер патлиџан, многу знаел како се прави тоа, како се подготвува, купил, насадил на ниво, му искочил, не знаел што да му прави, што да прави, му ајвар ќе го ставиме. Цел живот ајвар се прави со пипарки, сега не, модри патлиџани ќе ставиме. Тоа е бе македонски менталитет бе, да видиш, слушнал не дослушнал. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам крем, леп и млеко. Комбинацијата на леп и крем е фантастична, ама млекото го прави ова искуство врвно. Прекрасно, моја 4 лајчки. Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон, а утре за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви треба за напорниот ден. Со оваа екипа мене ми се многу потребно. Следниот мој гостин е менталистот и магионичар и што уште не Душан Петковски Дудо, така да преидеме на главното. Океј. Здраво, Ѓоко, фала што прифати да ми асистираш за трикот што ќе го правиме. Пази, шо преш извршен продуцент ние, значи... Ау, интересно. Да. Океј. Како што кажи Жаре, причината што сум тука е дека сум магионичар. Но не дојдов за да правам трикови, магии, илузии, како и да ги нарекуваме. Туку дојдов да направиме еден експеримент, поврзан со прашањето дали многу од работите се коинциденција или се можеби однапред детерминирани. Што е многу интересно. Како што можеби забележа, имам шпил карти, на кои што ќе се вратиме наскоро.
Но претходно сакам да кажам нешто, како на пример многу пати се случува да помислиме на некој близок и во исто време тој близок да не се јави. Точно? Да. На сите не си има случајно и некои луѓе му даваат премногу значење на тој настан, иако не е нешто многу неверојатно, бидејќи е сосема нормално да помислиме на човек со кој што се гледаме секојдневно и е сосема нормално да не се јави истиот тој човек со кој што се гледаме секојдневно. Така да тука ќе правиме експеримент со една поневеројатна коинциденција од оваа. Во шпилов карти имам една карта што е превртена наопаку. Значи сите гледаат со лицето нагоре, Добро. но една карта е свртена во другата насока. Дали имаш идеја која е картата? Двојка. Одлично, која е двојка? Треф. Двојка треф. Така. Супер. Тоа што сакам да го направиш сега е комплетно да заборавиш на двојката треф, Добро. да ја тргнеш од своите мисли и да имаш само бел правоаголник пред себе. Значи во облик на карта, но нема ништо на картата. Се разбираме? Да. Одлично. Картите имаат две бои, црна или црвена, било која, можеш да избереш една од нив и едноставно да ја ставиш на картата. Не ми кажувај ништо, само избери црна или црвена, било која, само стави ја на правоаголникот. Дали избере една боја? Ставено. Ставено. Така. Ако е црна имаме лист и детелинка, ако е црвена имаме срце и баклава, точно? Да. Сега, од бојата што ја избра, сакам да избереш било кој од двата знака и да го ставиш исто така на картата. Направи го тоа сега и не ми кажувај кој е знакот. Океј? Океј. Готова? Да. Значи имаме правоаголник што има боја и знак, но се уште нема бројче. И не мисли бројче. Имаме броеви од 1 до 10, џандар, дама и крал, точно? Да. И сакам само да избереш едно од броевите, било која. Избрана. Значи сега имаме бројче и имаме знак на правоаголникот. Што значи дека го имаме идентитетот на една од картите. И боја. И боја. За прв пат, јасно и гласно, за сите да можат да чујат. Која е картата на која што мислиш? Кет, црвена, срце. Кет срце. Да. Сосема слободен избор? Да. Точно? Така. Немаше никакво форсирање од моја страна? Немаше. Одлично. Што е многу интересно? Шансата дека ќе погодиш која е превртената карта е 1 врз 52, што е 0,01. Изразено во проценти, само 1%. Но кога јас ја превртив картата кај мене дома, бев 100% сигурен дека ќе кажеш кет срце. Браво! Браво. Браво, Дудове! Шампион. Ќе ни кажеш како го правиш ова? Ќе откриам дел од техниките, така да останете на Па шоумен магионичар, оставете, инфлуенсер рекламите оставете. Гјока, го јадевме од плата сите. Браво. Фала. Браво. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Лјубљанска млекара. Секој се радува кога ќе добие малку внимание, ќе испрати добра вест. Ќе го најде токму тоа што го барал сега или скришно го посакувал многу одамна. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас со 24 часовна достава низ Македонија. Кога нештата ви значат, а секундите се бројат, постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Ево го Дудо тука, значи честито најфер. Живи мајка! И јас се колнам, и Ѓоко се надевам. Најферен сквер си погоди дека беше кет срце и што ти кажа сега, што беше првата реакција, што не кажа? Дека вчера Бугарија ќе победи,
Така нешто Така беше. нешто. Да, вака се среќаваш со такви муавети? Се среќавам постојано да направам пари, да направам и така натаму. Дуда, ако те однесам реално, искрено, на некоја си приватна покер забава, да ја наречеме, можеме ли да им ги собереме сите пари на луѓето? Се разбира. Во случај да не ме познаваат. Бидејќи обично ме знаат дека се бавам со работиве и избегаваат да играат карти со мене. Знаеш како е? Малте незабрането ти е да се движиш Може во да се тие каже. круги, така? Може да се каже. Би било и опасно, да речеме, ако се движиш во тие... Да. Аха, јасно. Џамбазов те знае? Ќе го прашаме. Вака, ветивме дека ќе кажеме по нешто. Да. Ајде одбери дали сакаш се, дали не, ама те молам нешто кажи. Да, обавезно. Зошто Ѓоко, нашиот продуцент Кет Срце, Така. кажа? Што беше работа? Вака, туку ствари немаше никаков трик да речеме, не беше ниту коинциденција, затоа и го форсирав многу муабетот на коинциденција. Туку беше начинот на кој што му зборував и на кој што гестикулирав со рацете. Добро. Да го натера да помисли на токму таа карта. Пример? Пример. Ќе давам дел од работите, ќе Што откривам. тера на Кет Срце? Да, сега ќе ви кажам. Значи, ако некаде имаат гледачите шанса да го гледаат повторно, да ја гледаат повторно презентацијата, ќе видат дека На YouTube? Да, на YouTube ќе оди. Да. Фантастично. Ќе имаат шанса да видат дека кога му реков да избере боја, дека таа може да биде црна или црвена. И да повторам, може да биде црна или црвена. Океј, и веќе го имаш на црвено. И веќе го имам на црвена. Добро. После тоа, што велам? Велам, значи, стај црна или црвена и едноставно обои ја картата пред себе. И кога ќе кажам обои ја, претпоставам дека мозокот реагира со окей, нема да биде значи црна, него ќе обојам со некој Не е од боите. црно-бело, мора да е во боја. Да. Браво. И ова се значи две така суптилни фори да речам, со кои што може лесно да го наведеш некој да помисли на црвена од црвена или црна. Значи, ако некој се задлабочи повеќе во видеото, може едноставно да ги открие сите работи тие што други. ги правам. Нели, избери карта било која и видете што правам. Од 1 до 10 џандар, дама и крал. Му кажа Од дека 1 1. до 10 џандар, дама и крал. Значи, овој момент, Добро. секако ова е една од работите, имаше куп работи што се надам ќе ги забележат. Да, Од 1 до дај ги тие 10 основите. и го правам ова баш каде што потенцирав дека е кецот. Сите тие работи го тераат да помисли на токму на кецот Одлично. срце. Одлично. А чекаш, што беше, зошто срце, зошто не баклава? Тоа не би го открил, ама се надам може. Има да и ви- тоа нешто? Има, да. Па ништо не вртете таму на YouTube. Не, се разбира, гледате мислам, се. ако го гледате, ќе видите на што се стоја ставено акцент, каде гестикулирам, каде Да. климам со главата. Или ако го пуштите накратко. видеото наназад, ќе направиш срце. Беше тако, така? Не би требало. Дудо, од кога те интересираат вакви работи? Од втора година средно, многу одамна, значи. Тогаш почнав да правам трикови со карти, мислам, а подоцна почнав да навлегувам во психологија, во такви работи што А се учат од прилетат. книги, семинари, од пријатели, од кај се учат овие Од работи? сите од набројаните, почнав се од од- YouTube, од едноставни трикови, продолжив со книги, а денес сам се ги креирам илузиите да Ова речем што ги сето што го правам. каже, ако некој го проба, ако Да. ништо друго, бар ќе погоди дека е црвено, така? Овие сите што гледаат, Така? ако си пробат на некој обичен А, другари секако, што иде, секако. така? Да, мислам, потенцирањето и ставањето на акцент на некои работи може да се покаже како многу ефективно. Јасно. Имајќи ги овие познавања, сигурно во друштво се е по твое. Ако сакам да биде, да. Нели? Да, некогаш ми е глупаво да бидам така суров да речам, бидејќи го експлоатирам незнаењето на соговорникот, ама Значи ти можеш ако треба, може да биде, се некој си разбира. другар што е хардкор фолкер да го однесеш на рок свирка и среде вечер да си речеш шо правам ја тука? Ако одлучам да одам на рок свирка, инаку Така? да. Аха, леле, Инаку Дудо. Мозокот, свеста, подсвеста, тоа се сериозно фасцинантни работи. Фасцинантни се навистина. Да, Постојано. експериментираш со блиски? Со блиски? Да. Цело време. Например, го правам следно. Секој пат кога некој ми дава позитивен одговор на прашање на кое што знам дека ќе даде позитивен одговор. Например, да ти донесам сок, кој ќе дое, или сакаш ли вода, бла бла бла, не е битно. Да, никој во историја не направил не сакам Да, сок. точно. И кога ќе ми каже да, климам со главата или ќе го допрам до некое место, што подоцна кога ќе го прашам некое прашање, например, кое што при нормални услови не би одговорил со да, Добро. јас повторно можам да климнам или да го допрам на истото место. Обично е рамо, мислам да не се разбереме грешно. Да, Нели? се надевам не ги допираш И- по места. Да, не ги. И И тоа автоматски може да сакаш ги кажеш да дека ги е направи тригер луѓето некако. подсвест. Баш тригер, се македонскиот збор е орос, не знам колку го знаат, аха. ама да тригер, така се вика и на англиски во литература. Иницијална каписла исто го. Да. Иницира едноставно реакција што претходно е инсталирана во нив, така е програмирана за да кажат да на Дудо, било што. знам дека од ракав ќе треба да тресне, ама колку пати треба да се повторува тоа нешто за да му стане тригер на еден Така, човек? тоа се зависи од колку те слуша, колку го имаш апсорбирано неговото внимание
Например, тука бевме спремни, можев веднаш да почнам со трикот. Јоко го видовме, нели, му кажав дека ќе правиме трики, тој беше спремен да ме слуша и да го прави тоа што јас ќе му го кажам. Затоа беше така полесно. Ако некој е понака, да речам, all over the place, многу зборува и така натаму, ќе треба повеќе пати можеби или при муабет каде што ќе го успориш темпото, го гледаш во очи и едноставно ги инсталираш во работи во него. Добро. Не разбираш. Многу интересно, Дудо. А вистина носиш шпил карти сегде со тебе? Сегде. Да. Зошто? Бидејќи Да те поканат на дуел во Макао, некој рандом странец. може да пробаат. А инаку па вака низ град ме знаат дека правам трикови магии, како и да ги нарекуваме, нели? Преферирам трикови. Да. И обично ако треба да покажам нешто, сакам секогаш да сум спремен. Секако мислам не мора да се карти, може да ми дајате паричка, чаша, лист, било што. Многу интересно. Но си ги носам као омилено оружје. Така, и едно од работиве што се фасцинантни е, како ми рече ти, контрола на шпил. Така се вика, контрола на шпил. Значи ти кога сакаш можеш да ми излечеш каква сакам бројка од шпилот. Може да се каже. Например, може така? да се каже. И за тоа се случува на овие местенки кога играат блекџек, еден да добија 20 цело време, а овој 20. Ако добива цело време, сигурно е тоа во прашање. Не пошто може да е толку Ја ќе едноставно. откриам сега, со Дудо се договараме за интервју и нормално не му верувам за ништо кога што и вие сега не верувате во овој. Да, Дудо, ајде да те видам, дели ми шо и да делиш. И ајде бе, вика, у реду, сега еве ти мешај. Мешам, Дудо дели 2 карти мене, 2 карти него. Точно. Ја имам 20, он има 20 кец. Добро, ги зимам, пак ги мешам, ајде, коинциденција, лаки бастард. Еве ти ги пак ги зима, пак 20 кец, пак 20. Чиста вистина, завчера се случи. Што е тука тајната? Како можеш тоа да го направиш? Координација со сите прсти, познавање на шпил карти и многу техники за манипулирање со нив. Значи, пола сат вежбање, но 3, 4, 5 години, 10, колку таму и да треба. Колку да ти треба. Да. И последно прашање јас ќе ти поставам, бидејќи како што кажаме те интересира психологија, ментализам, сите овие работи, но и магија од тоа си почнал. Секако. Што те научи магијата, Дудо? Магијата ме научи неколку работи и по пат на трик ќе ви ги кажам. Ќе откривам 5 од нив. Повели. Например. Океј, шпилот е тука. Ова ти е доволно место? Да, фантастично. Одлично. И може да започнеме. Океј. За почеток ме научи дека ако видам дека кец од срце, поздрав Ѓоко, е 14 од доле, значи дека од горе ќе биде 38. Така, 52 минус 14. Ѓоко не знае математика. Што значи дека ако фатете ме во раце инаку, со камерите, ако исечам точно толку карти, кецот ќе се најде во мојата рака. Втората работа што магијата ме научи е дека ако користам вакви фенси сечења и мешања, така, кога би играле карти, како што напоменавме, би можел да ги изгубам или рацете, или животот, или слично. Така да, не би ги користел. Туку би направил нешто пософистицирано, како например би го поделил шпилот на 2 дела, би ги измешал картите едни во други, би ги исекол неколку пати и би дошол до вториот кец. Добро. Магијата ме научи куп други работи. Како например, ако нешто можам да го завршам со само една рака, нема потреба да ги користам двете. Браво, например, ова. Опа. Ето го и последниот. Уште еден? Да. Не, последниот доаѓа, чекај. Кој ми фали? И најбитно од се? Лист. Лист. Ајде. Ако нешто можам да завршам со само еден прст, добро, нема зашто да ја користам цела рака. И ете го и кецот лист. Браво. Сепак, реков дека се 5 работи. Добро, точно. Не е крај се уште. Точно. И петата работа е, дури кога сите мислат дека е крајот, тогаш изненади ги со најдоброто. И покрај сите овие сечења, мешања и што и да правевме, шпилот е се уште во истиот редослед во кој што почна на самиот почеток. Браво, Дудо, ова е контрола. Се во истиот редослед како што ги вадиме од кутијата. Ова е контрола. Тоа е тоа. Замисли како фајвар би измешал ти, каква контрола би имал, перфекција. Браво, царе. Јас имам за тебе нешто што ти треба. О, а тоа е чајче. Ми треба, да. Жалам што шмркав ако приметивте, драги гледачи. Дудо, а лал нека ти е, фала ти многу што дојде. Смете се за поканет било кога пак во текот на сезонава, кога и да имаш нешто интересно, бујрум, а вие се надевам сте изненадени како и јас да ја завршиме емисијава. Дудо, уште еднаш, секоја чест. Фала, значи и се гледаме.
Gonna fight 'em off. The Seven Nation Army couldn't hold me back. Ова е тој дел од еден каде што треба да одите на оваа работа. Ова е Facebook страната наша, не изгледа вака, ја имаме сменето, ама од останата ни од минатата емисија. Треба да погодувате скриен лик за да го добиете големиот, одете и видите зашто се работи, ајде да не кажувам пред сите да гледаат на телевизија. Скриениот лик е Медо, ви помагаме јас, Пајак и Владо, и што повеќе да кажеме, само следете ни и веднаш куцајте таму имиња. Медо, шо бреш, добар? Добар сум, малце загадки да ви дам. Да. Ми се свиѓа многу стилот што го имаш со телефонов на маса. Да, како Латас. Јас и Латас. Класика. Се што прави Латас е класика. Ти каде си? Како погоди, како нема да погоди? Ти изморив ми, извини. Треба да си одиме дома. За денеска ти изморивме многу, да знаеш, јавно ти се извинувам. И примерно маму, извинување. нели, Гига, Мега и она, Не бев јас во Гига Мега. Заборавме овој. Си личиме само. Да, што ти оставил? На Балдеза Мишура. Балдеза Мишурата. Да. Пајаче, ќе опогодиме Медо? Ја на бања бев, така да лесно е. Ај почни прв. Дали мора прво да сватиме дали е женско? Да, женско е. Добро. Види ги имаш, Како погодим? пак. Праше маленко да не Да не е некој мушко што го сменило полот. Не. Се надевам не. Готово. Не, готово, млада. Тоа Тоа е не. Јас После сум не. Ајде да не била со маленко. Леле, не му ги знал сите, ама не, мислам не. Иде. Така, Не. Значи женско мислам, што не. не била со маленко, тоа ги прави многу Да, малку. потесен круг ти на Значи ќе срце. погодиме одма. Треба од прва се да погодиш. Така? Да. Не знам таква. Ајде поопшто идеме. Пееш? Не. Не пееш. Не пее, а Не женско е. пеам, не. Дали имаш околу над 30 години? Имам, да. Добро. Не многу, ама имам. Црна коса имаш? Црна, да. Браво, Темна, бе, ајде, човече. пак иде. Мислам 30 црна. на години Темна. не е пејачка. Не е пејачка, аха. Глумица? Не е глумица. Па е, ништо. Друга сфера. Политика. Политика. Па тоа е. Политика на Дрска жена, началник да црна. не. Не е градоначалник, не. Како што? Не е Градоначалник градоначалник, не. не, Не е не, градоначалник, чекај, стои. не е со сериите. Позиција си? Не. Не е на власт. Ле, колку Не не е ви на да власт. ме... Не е на Сум власт, неки ги значи победите може сите. Женка црна не е на власт, не била со маленко. Значи можеме да ја гаѓаме. Не знам, Весна? Не. Тоа е, па не ни Весна. Весна. Абе, Влада го прокоцка моментот, човече. Гарант погодиле на Facebook 100 пат. Погодиле до сега сигурно. Чекај, 30 на години, опозиција црна, рековме. Темна. Темна. Каве ова? Една. Кава се викаше бе? Не Другата. Чекам се консултација. Силвана Бонева од кај? Не бе, таа е од Од ВМРО? Кава се викаше што се пука таа другата? Таа е. Кажи ја како се викаше. Не се вика Весна луд. Бе, кава се викаше? Ѓого кава се викаше бе? Бендеска Весна. Не. Па кажав Па таа. да бе го викаш ти Весна, what the fuck? Дали има бркој? Што дали има? Муштањ? Не. Не, па. Не. Кој е бе човек? Македонка. Подоро од СДС, кој? ДСДС? Да. Значи не е Весна Бендеска. Кој е од СДС? Нека не ни се љути таа што е. Што не ја Рада. знам. Кој? Да, човече. Рада не е црна, ама дај се прифаќа. Радмила Шекеринска, кој таму си има на Facebook, тој си ја добива наградата. Одете на Facebook и видете кој е тоа, а со вас се гледам идната недела во еден на Медо ќе го добие стапот зашто Рада не е црна. Не ја видел таа. Мајде ти се молам. Не сум имал да како да ја кажам. Ти кај си ја гледал у темница ли бе брат? Почитувани гледачи, поради интерференцијата на лонгитудиналните светлосни бранови при дифракцијата на белата светлина во горните слоеви на атмосферата и поради фактот што не сум ја видел од кога последен пат беа на власт, тврдев дека господјата Радмила Шекеринска има црна, односно темна коса. Затоа, јас Медо, длабоко се извинувам. Јас
Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер, ми во него паза тоа, ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем, ова е еден на еден на крај на вашиот ден. На 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 на